Убиството во болницата Бардовци е потврда дека освен пари во здравството, треба да се инвестира и во нови вработувања, за да не се случуваат вакви трагедии, вели министерот Алију. Алармантната состојба во установата е видлива, но што се работи за подобрување, за сега тој не открива. За жал, во Македонија менталното здравје е оставено на дното на здравствените услуги. Според мене тоа треба да биде на врвот на здравствените услуги. Значи, кога велам е на дното на здравствените услуги, мислам и од инфраструктурна гледна точка. Вие го видовте пред месец и пол каква инфраструктура има таму. И од кадровска гледна точка, вие знаете дека во моментот кубуриме за професионалци во областа. И исто така од гледна точка на побрзување, интероперабилност помеѓу институциите. Знаете дека менталното здравје не бара само експерти од таа област, туку исто така бара и доктори, специјалисти од другите области. За жал, ова за нас, за мене, ова не е нешто што можам да го третирам како изолиран случај, за жал. Значи, јас очекувам дека ако не реагираме како институции на време, може да ни се случат и други такви инциденти таму. На прашањето што како министерство ќе преземат за осуденикот кој со стаклена шиша уби друг пациент, а претходно имали други инциденти, министерот одговори: Таа е здравствена установа од затворен тип. Значи, таму се третираат пациенти кои што имаат здравствени проблеми, но исто така и правни или проблеми поврзани со законот и со злоупотреба на таков тип на нормални однесувања, да кажеме, кои што се за граѓаните. Во моментот немам решение и работиме на тоа. Решението знаеме дека треба да биде и инфраструктурно и кадровски, тоа сме сигурни. Поврзувањето со другите институции ќе видиме. Знаете дека тој објект е надвор од клиничкиот центар Мајка Тереза. Ние имаме клиника тука во Мајка Тереза кои што работат и се поврзани со Бардовце, но ќе видиме како понатаму ќе бидат во реално време поврзани, како ќе биде таа мобилност помеѓу клинички центар, клиниката во клинички центар и Бардовце. Во моментот навистина сме во таа фаза која што јас немам конкретно ништо да ви објавам. Во психијатриската болница во Скопје пред повеќе од 1 месец беше министерот за здравство, за кој вели дека бил еден од ретките на таа позиција која посетил установата. Констатираше лоши услови за работа, но и третман на пациентите, а објави и фотографии на кои се гледаат распаднати ѕидови, искршени врати и прозорци, а нема ниту чешми за одржување на личната хигиена. Од болницата пак не сакаа да дадат повеќе детали, изразија сочувство и информираат дека осуденикот е во установата, но со присуство на полицијата.